име посебно останува запаметено и забележено не само во историјата на Брегалница и на штипскиот фудбал, туку воопшто и на фудбалот во нашата држава. Станува збор за корпулентниот центар халф на тимот, Стојан Арсов, Чичо, или пак Джали, како сакате, има два прекара, го препознаваат и по едниот и по другиот, меѓутоа тој е тој. Арсов е навистина една спортска легенда, фудбалска, кој зад себе остави многу незаборавни надпревари на кои љубителите, посебно симпатизерите на Брегалница, вака се сеќаваат и често ги прераскажуваат. Има и еден интересен момент сврзан со него, не само што е сам прогласен за фудбалер на векот на Штип, туку тој беше, ми се чини, сестран фудбалер. Почна како центар фор, даваше голови, заврши како центар халф, но и како центар халф имаше надпревари кога беше најефикасен, па така се случи, еве имаме еден исечок од Весник, Брегалница Југококта, надпревар одигран тамо некаде 1974 година, насловот е Ефикасниот Арсов, а во текстот пишува дека се одиграл надпреварот на градскиот стадион во Штип, повеќе од 3000 гледачи, стрелец 1, 4 гола Арсов, 12-та, 40-та, 42-та и 82-та минута. Значи, центар халфот во улога на центар фор, на шпиц играч со 4 постигнати голови. Ова не беше единствениот надпревар. Речи си, на секој втор постигнуваше голови, иако беше во одбранбената линија на својот тим. Па вака во шега знае да каже дека ова е за Гинис и навистина може би е работа и за Гинис. Тој издаде и книга автобиографска за неговиот фудбалски пат, за животот. Во неја има и сеќавања за него од негови другари соиграчи. Па еве едно од Стојан Коцев, познат фудбалер на тоа време, сега бизнесмен. Тој вели, Арсов имаше техника, беше храбар, но и одличен стрелец. Со голема љубов ги бранеше боите на Брегалница. Таков фудбалер уште не се родил во Штип. Коцев е еден од постарата генерација, а еден од средната генерација на Брегалница, Гордан Здравков, кој се истакна со своите игри во Вардар, го пишува ова. Кога дојдов во Брегалница од Овчеполи, имав 18 години и си реков како ќе се снајдам како млад играч во новата средина. За среќа, тука беше Стојан Арсов Чичо, тоа време беше најдобар играч и капитен на екипата. Тој мене и на Гоце Алексовски ни беше како татко и честопати одевме кај него дома, не советуваше како треба да се однесуваме ако сакаме да станеме добри фудбалери и луѓе. Ете, тоа е воведот за нашата следна спортска легенда, за Стојан Арсов. Разговорот го снимаме овде во познатиот мал одмор во Штип, тука навратува спортската елита и бизнесмен елитата од градот, па еве не и ние тука со Стојан Арсов да почнеме да ја раскажуваме неговата приказка. Столе те познавам уште од 60-тите години кога почна да го градиш фудбалското име. Честопати бевме и на подготовки, јас со атлетичарите, ти со фудбалерите во Стар Дојран. Имаме незаборавни спомени и оттаму, па знаеше ти често и да запееш така во вечерните часови, да не разонодиш и сите одвај како да чека таму кај Каракаше во Дојрана, да дојде Столе и да ја почне својата песна. И сега не почнуваме песна, почнуваме со твојата фудбалска приказка. Почетоците. Јас ќе почнам да не се враќаме многу назад од младите години. Знаеш како е, младите години, малски тимови, игравме меѓу себе, меѓу мала и дојде време еден ден да ме регистрират во Брегалница и ми рекол дека треба да одам да се фотографирам за регистрација и
прв надпревар правенствен ми беше на мене во далечната 1963 година. Игравме со Карорман. За Карорман игра Матовски, Баута, Негриевски, познатата тоа. Јас Баута и Негриевски потоа стана добри фудбалски судии. Така, после и неговиот син стана судија на Баута. Јас имав чест да заиграм со генерацијата што се Ефремов, Иванов, Манушев, Хаджиевци, Пушев, Наджаков, Желев, Шиков, Гордош, Спасовски, Каракашев, Миладинов, со тие имав чест да заиграм сите тие постари од мене, јас бев најмлад, меѓутоа не ми сметаше, настапив тамо, изгубивме прва, бидејќи они се бореа за опстанок, ние беме, тоа е сезоната 62-63 на завршницата у мај месец. Значи во 63-та практично тогаш беше твоето деби во сениорскиот тим на Брегалница. Уште 3-4 кола имаше до крај, ние беме четврто место, они се бореа за опстанок и тој надпревар го загубивме со 2-1. Меѓутоа наредните надпревари кога игравме уште 3-4, значи и после игравме со Напредок во Штип. Ја, значи, на вториот надпревар веќе без стрелец. Ги победивме со 3-0 без стрелец. Потоа игравме наредниот надпревар во Скопје со Металец. Се сеќавам за Металец играше Мечкаров и он ме држеше. И на тој надпревар постигнав гол и Каракашев беше стрелец на 2 гола и ја ги победивме со 3-1. После тоа во средата игравме за куп со Беласица, тука во Штип, а за Беласица играа едни постари играчи над 30 години, Васо, еден го вика центарфорот Васо Воло, а центрахалфо Панов, Трајан Панов се викаше тој и он ме држеше, меѓутоа ја тогаш со 17-18 години постигнав 3 гола и за него беше тој надпревар последен. Второ полувреме ја ги дадов головите во прво полувреме, второ полувреме го заменија и веќе не заигра. Значи тој надпревар беше последен. Ти да не го откажа? Јас го откажав. И после 3 дена игравме за правенство во Струмица со Беласица. Игравме 0-0, тој не играше на тој надпревар и таму иземавме бод 0-0 и така почна мојата кариера голгетерска. Меѓутоа после овој тренер што беше Петар Пурич, бидејќи центрахалфо што беше Ципушев, имаше некои мали проблеми со управата и тренерот Пурич како искусен, јас ме виде како малку повисок, а млад играч, меѓутоа ме викна да направим увед дали сакам да играм центрахалф. Викам, тоа е ваша работа, вие ако така ценете, нема проблем. Кај мислите, ставајте ме, јас ке играм. Ставајте ме и човекот ме проба 1, 2, 3 и потоа останав на тоа работно место на центрахалф до крајот на кариерата. И ти веќе следната година ја освоиваш титулата, станавте шампиони на Македонија. Како изгледаше таа година кога веќе ти беше стандарден во првиот тим на Брегалници и на некој начин стана миленик на бројната публика овде, на фалангата? Секако. Сега како станавме, тогаш станавме прваци 63-64 година, со тоа што требаше и да се играт квалификација. Квалификација се погоди треба да се игра со ОФК Титоград од Црна Гора. И првиот надпревар кога игравме тука во Штип, ги добивме со 1:0, стрелец на голо беше Гордош. После тоа требаше да се игра реванш таму. И на реваншот за една недела се спремавме, тргнавме со автобус од Македонка и кога го минавме најопасниот пат, овој Чакор, кога слегнавме доле во долината, во едно село Мурино, направиме пауза и после продолживме, меѓутоа после 2 километра пат возење, од спротива илезе една странска кола и нашиот возач што беше,
бидејќи патот беше тесен. За да се разминеш мора да застанеш, меѓутоа со маневра, да. И он идеше директно во автобусот за да избегне шоферот директен судир, заврте со волан во десно па во лево, меѓутоа патот беше тесен и малку врнеше дожд, влажна беше тоа бангината од страната на патот и почна да се превртуваме надолу. Се превртуваме 3-4 пати и на едно дрво се сопре автобус, после 3-4 пати. Ја цело време додека се вртев бев свесен и си веле во себе, дебре Господи, кога ќе сопреш? Дебре Господи, кога ќе сопреш автобусот? И се сопре автобусот. Кога се сопре автобусот, гледам дека немам никакви повреди, излегов низ џамот, низ прозорот на автобусот и се искачив горе на пато и сопревме едно тамче за да ги пренесуваме повредените што имаше. Меѓу тие повредени беше најтешко повреден Караколев. Беше член на управата, технико, а иначе татко на познатиот фудбалски судија Ванчо Коцев. И он беше, ја го фатив од едната страна и неговиот брат беше исто во таа експедиција, од другата страна го фати, го искачивме цело време, беше во свес. И ја му викам, бате Коле, ти војната си издржил, ќе го издржиш и овој. Не, вика, полна ми е главата, вика, со стакло, вика. И го однесоа, со тоа тамче сите повредени ги однесоа тамо, а ние што беме полесно повредени, останавме во хотелот, спиевме и утре се бајле на доручокот дојдоа кажани дека не ја издржал овај нокта, во 4 сата се бајле почина. И после утре дента организираа они од тамо црногорците ни организираа да се вратиме назад, кои беа повредени останаа тамо на долекување, а Караколе го однесоа, дојде кола специјално Штип, го однесоа за Штип, а ние со кола, со автобус од Црногорец. И ние се плашевме, бидејќи од автобус се преплашени што се деси вака. И на шофера му викаме, ние не икеме дојме. Абе, не се бојте, вика, јас овај пат сум го минал, вика, 1000 пати, не се секирете, и малку окоранжина он и не врати. И кога стигнахме во Штип, само што тргна поворката за погребот на Караколев, ние стигнахме и го испратиме човекот до тоа. После тоа ние се тоа беше еден така тажен момент и не само штипјани, целата македонска, па тогаш и југословенска јавност беше шокирана и сочувствуваше со вас, со фудбалерите на Брегалница. Ете имаше таа несреќа, однесе една жртва. Да. После ни дадоа фора едно 10 дена да се припремаме и од тај состав што требаше да игра, не можеше да игра Војче Спасовски, клучната коса ја скрши. Меѓутоа Војче Спасовски од Охрид беше дојден. Ние се припремавме пак поново и пак отидовме да играме реванш. Меѓутоа овој пат отидовме со леки коли. Државни леки коли земавме и со коли, бидејќи не беше страв, со автобус доден. Тамо стигнавме и кога стигнавме од вечерта го видовме терено како е, шо е, направивме еден мал тренинг и утре дента требаше да се игра квалификации. И на тој надпревар, се сеќавам, беше 0-0-0-0 до 86-та минута. 86-та минута, еден ненадејан удар, иако голман Ефремов беше за тоа време многу добар голман, примивме гол. Значи, резултатот беше изедначен, 1-0 во Штип, 1-0 тамо. И на крајот дојде пенали. И тие шутираа 5, меѓутоа голманов Ефремов 3 им фати. Значи, од 5 пенала 2 дадоа, после нашите шутираше прво Ципушев со шут, па Гордош вториот го даде и на крајот овој голманот Ефремов, за да биде до крај јунак на овој надпревар,
го шутираше и третиот пенал и со тој пенал влеговме. На радост и немаше крај, имаше и навијачки автобус со нас. Кога стигнавме, кога се вративме, на враќањето утре дента, кога се враќавме, не пречека кај мостот тука што е кај базенот, не ни дадоа повеќе да одеме. И на рамења не носеа до хотелот, сега што е Македонија хотелот се викаше, сега што е интернат, студентски интернат во центарот. Цел град беше излезен да ве пречека, да ги пречека хероите од Титоград. Да. Тоа беше, значи, прво влегување. Во втора лига Во тогаш. втора лига, да. Да? Таа сезона, бидејќи прв пат влегуваме, не бешме многу искусни, меѓутоа, бидејќи ние касневме, прво коло требаше да играме со Будукност Титоград, меѓутоа тоа коло се одигра, ние касневме со квалификации, тоа коло се одигра и тај надпревар се остави да се одигра накнадо. Подоцна, да. И ние директно у второ коло. Второ коло игравме со Срем. Сремска Митровица. За Срем играше Мути Барич бранеше, а Тривич и Савич игра за Срем. После една година, знаеш, Тривич и Савич се префрлија во Војводина, дори Тривич стана и репрезентативец. Да. Загубивме со 4-1 на тај напрев, прв напрев, не во Муто како бранеше на тој надпревар? Муто немаше многу работа. Ние, да ти кажам, прва сезона и прв надпревар на страна, малку тешко и така го загубивме. Го гледате и не помислувавте дека еве тој голман ќе дојде во Вардар и ќе остане цел живот тука во Македонија. Тоа таква случајност. После втор надпревар ни беше пак гостувавме во Чачак. Во Чачак игравме со Борат Чачак. Во 37-та минута Ѓорги Желев и даде еден гол од далеко, шут. 1-0, издржавме 90 минути и ги победивме. Значи 0-1. Од први 3 бода освоивме на страна. После во среда, тој за останатиот надпревар со Будуќност, во среда во Штип публика, пун стадион, 6.000, 10.000 публика, а Будуќност екипа јака. Таа сезона стана шампион. Шампион стана Будуќност. Да, и влезе во прва лига. И влезе во прва лига. Што беше стандарден прволигаш после тоа. Меѓутоа, ние наполнети со енергија, бидејќи земаме бод. И охрабрени од тој бод, од тие бодови што ги земавме два, тогаш по 2 бода од Чачак. И беше резултатот 2-2, при крајот имаше еден слободен ударец и Боро Миладинов, еден ефектен гол. И даде 3-2, ги победивме, значи за 3 кола ние освоивме 4 бода. После управата почна да одредува. И фудбалската јавност во Југославија се чуди кои се овие сега. Сега ние сакам да кажам тоа. Тие што влеговме, прво игравме и кога почна да се донесуваат играчи во Србија, Нешовиќ, Лумовиќ, Павичевиќ и Мавичевиќ, и почна да се експериментира. Значи ние тие што влеговме, донесовме за 3 кола 4 бода, после не освоја уште 5 бода. Значи почнаа да носат играчи, додека бевме ние тие. Почна практично да се губи кохезијата и да се распаѓа на тимче што го создадовте за игра, за подел. И затоа само една сезона игравме во втората лига. Меѓутоа, многу брзо се вративме, после 65-та и 66-та игравме во Македонска лига, во 66-та, па 67-та наредната, значи после 2 сезони, пак се вратиме, мислам, пак станавме шампиони. Тоа беше втората титула за Брегалница, во која што настапуваше ти. Да, ја веќе беше и капитен, иначе капитен. Која година? 66-та стана капитен? 66-та станав капитен, имав 20 години, а беше најмлад капитен тогаш. Да, и 67-та веќе станавме пак прваци. Значи, и чудото да биде поголема квалификација, пак се погоди да играме со ОФК Титоград. И
Прво игравме сега таму. Загубивме само 1-0 и реваншот требаше да се игра тука во Штип. За квалификациите тренер ни беше Карамфилович од Вардар. Само за квалификациите и бевме на припреми, он не водеше во Сарај. У Сарај. Да, тоа беше база на Вардар постојано. И затоа и там не водеше. И он цело време таму после тренинг не оставаше печедуши да шутираме пенали. Оти он рачунал, ако дојде резултатот да биде нерешено, ќе има и пенали. Пенали. Како првиот пат. Да. И бидејќи тамука изгубиме само 1-0, држиме состанок тука во хотело за реваншот, тука кога требаше да играме. Држиме состанок како треба да ги победиме. И кога заврши, вика, ако има пенал, вика Арсов, ти ќе шутираш. Јас од тогаш нема шутирано никој пат пенал. Нема шутирано никој пат пенали. Вика, ти ќе шутираш. Добро, викам, ќе шутирам, шо да правам. Тренерот да, шо. А он цело време ме пратил на кога сме шутиране пенали, дека кога сме трениране во Сарај, дека ја најдобро ги шутирам. А до тогаш ги шутира Гоцевски и Манушев. И јас се почудив, затоа и одам на ке стадиона и молам се, викам само да нема пенал, викам да не испадне и после јас да бидам крив. И 1-0 победуваме, Котев дава гол и 43-44 минута Илјадников левото крило влегува силно во 16-терето и го бутат, не го пенал. Пенал го бутат, пенал. Еле, шо правиме сега, пенал на мене. Одам на кај топката и само мислам, шо ќе биде, како ќе биде сега. Ставам ја топката на пенало. Повлека пол стадион. Повлека пол, со овај гол веќе влегуваш таму. Беше со Котев 1-1, бидејќи таму 1-0. Котев 1-1 и ова. 2-1 влегуваш. И шутирам толку ефектно, голман во една страна, топката од друга страна. На радост и немаше крај. Ти олеса, читка ми олеса. После дадам уште еден и така заврши 3-1 и победихме и второто влегување исто така беше со радост, не изнесуваа на рамења, пак не носеа, немаше крај на тоа. И така беше овај. Од таа генерација кои беа останати од она претходната кога почнати да играш од 63-та, 64-та? Те прашувам затоа што гледам добро се сеќаваш на тие моменти, дури ги знаеш и минутите и некои детали од надпреварите. Остана Иванов, Манушев, Хаджиев, Желев, Ашиков. Тие остана и ги доведовме. Беше Божинов веќе стаса, Ицто Божинов, Гоцевски го доведовме од МИК. Да, подоста Скопје, сада МИК. Од МИК го доведов. Кога второто влегување веќе се ангажира управата, доведе добри играчи, го доведовме Шуменковски го доведовме, Шопов, Сиваков, Стојан Котев го имавме од клубот, он дојде од Чаршавски дојде тоа. Чаршавски се врати, он беше кај нас по Варда и после пак се врати, Чаршавски го вративме. Стојан Котев го земавме од работник, Астибо работник дојде и чудо, он иако дојде од помала екипа, уште на првиот надпревар се докажа и игравме со ова Железничар Ниш. Романовиќ имаше на лево крило, брзо, техничар. Добро се справи од тој надпревар, тој стана стандарен и цели 5 години беше стандарен правотимец Американица, меѓутоа он се на крајот после тие 5 години кои одигра се одлучи за бизнис. Директорот на Стиво му рекол или фудбал или бизнис и тој мислам дека одбрал правата страна и стана голем бизнисмен и до ден денеска он е најголем двигатор да не собира тука во мал одмор старите играчи. Секој пат е спремен и кога се собираме, кога играме ветераните со Вардар, со работнички, се е главен и организатор на сите тие надпревари. Столе Коцев е тука. Коцев, да.
му благодариме, еве шанса да му се заблагодариме. И благодарење на него се собираме, се видуваме, тоа се слушав запејуваме. јас кога дојдов овде да го гледам финалето на Купот на Македонија во фудбал меѓу Ренова и Работнички, нели седнавме вечерта кога се договаравме за овој разговор и баш ти рече да не е столе, немаше да се собереме, вака постојано ќе дојде тука, ќе не собере, ќе се подсетиме на минатите денови, а еве кога се подсетуваме на минатите денови, бидејќи тука пред мене твојата книга, Џали, фудбалер на векот, Тука е и тим на да го кажеме и тимот на векот, ќе биде интересно за гледачите, ќе се подсетат на некои имиња, ти ги спомена, но добро е уште еднаш. Добро. Значи Ефремов на голот, во одбраната Шумански, Штериев, Арсов, Хаджиев, Чаршавски, во средниот ред така малку Желев поистурени, Желев Икономов и напред Божинов, Петровски и Каракашев. Да. Тоа беше навистина една добра постава, само Мислам дека сите не знам, заслужуваат. сите заедно немате одиграно надпревар, не. дека сте различни генерации, инаку Само јас би имам бил играно, еден имам играно со навистина сите. силен тим. Со Петровски имам само пријателска играно, а со овие сите други имам играно, само јас. Значи, Со како доаѓа или оде, ти беше ја тука со сите остануваш. од овие од тимот на векот имам играно, со Петровски само една пријателска им играно. Тоа е постара, тено 35-та година е роден, 32-та. А ти која си? Јас сум 45-та, на крајот 46-та скоро. Значи, голема е разликата Голема, меѓу 10, тебе и него и 20, затоа. 12 години, 15. Да те прашам сега во тие мигови кога влеговте по втор пат во втората лига, Тај дали период беше наш почувствувавте најуспешен. дека имате екипа што ќе остане во лигата? Да. Или ќе биде така тешко? Не, тај период беше најуспешен и се задржавме 5 години 6 во втората лига и ќе напоменам за еден надпревар, тоа беше со Борат Чачак во Штип. Доколку го победевме Чачак, игравме квалификации за прва лига. прва Знам лига. се сеќавам. Значи на тој надпревар не можевме да го користиме Шуменковски. Тој беше дома во станот нагазнал на стакло и доле на Тој беше стапало. дојден од Тето овде да игра за Брегалница, иначе таму игра. И се повреди на стапалото и тренерот Арсениевич не можеше да го користи и се одлучи за една варијанта, мене од центархал да ме стави на центарфор, а тогаш младиот Христовски го стави на моето место. И со таа рокада што се направи, мислам дека гостите искористија неискуството на во одбраната, бидејќи се ослабеа одбраната, мене ме прекомандија во навалата. Они Драги Христовски млад, неискусен на таа позиција, која е многу одговорна. Да, и они има искусни играчи, Остојич избега 2 пати во одбраната, после намаливме на 2-1, меѓутоа не успеавме да ги победиме. И која година беше ова? Која беше на прагот на прва? 69-70, значи докога ги победевме, ќе игравме квалификации со Борац Бања Лука за прва лига. Меѓутоа таа година ми се чини па Вардар испадна од прва лига, вие доколку влезевте, Македонија пак имаше. Меѓутоа прволигаш, но еве. Да, па игравме со Вардар тука 0-0 наредната сезона. Во втора лига. Во втора лига, да. И како изгледаат тие надпревари? Еве тој надпревар со Вардар ме интересира, бидејќи Вардар беше вака предизвик за секој противник од Македонија. Секако беше чест да се игра против Вардар. Он се бореше за прво место. Ние една сезона со Трепча се гонеа, ние добро ќе и помогневме на нив во Трепча. Беше резултатот 0-0-0-0 и судијата по еден прекршок на Штериев, тоа е 77-78 година зборам, Штериев направи фаул и судијата му дава жолт картон и додека запишува, ние сите стоеме, они центрират, центарфорот дава гол, ни знак даде, ни ништо
и судијата Го признав. го призна голот. Тоа никаде на светот не може, додека судијата не даде знак да се продолжи надпревар, ние сите стоиме, он ја дадеа гол и со тај гол што го дадеа, Вардар не може таа година да влезе. А индиректно ќе му помогнеме. Тоа беше 78, дека 78-9 повторно се бркаше со Трепча, но Вардар по 3 години минати во втора лига, конечно повторно се врати меѓу прволигашите. Значи, у тај период Бреганица беше најуспешна, имаше големи резултати и јас бев 67 и 68 два пати избран меѓу 10 фудбалери на Македонија. 67 бев на 9-то место, а 68 на 5-то место бев. Тогаш Мути Барич и Мето Спасовски Они се менеа и стварно беа најдобри во тоа време, нема шо, меѓутоа чеси да бидеш и меѓу 10 најдобри за тоа време. Против Мути Барич играше од кога дојде во Вардар, зашто секако Тамара. Тамо првиот надпревар во Среб против Лего е сега неколку години подоцна повторно. Да, и со него и тој е добар дечко. Тогаш јас бев меѓу дебитантите кога правеше. И он беше млад, и он беше меѓу младите. Он е како мене 46-та година. Тука сме. Варагич него го донесе, он многу голема доверба имаше во Мути Барич и ја заслужи таа доверба. Сега исто треба да се спомне еден надпревар по Кралево, тоа е 71 година, пред да одам јас за победа, за опстанок треба да се спасеме, со Слога Кралево одлучува кој ќе земе, кој ќе победе, или на нас ни бот требаше, ако победат, ќе останат во лига. Слога Кралево. Слога и ние, ама меѓутоа, тогаш Бреганица при крајот беше на сезоната, упрва се откажа сите, само Симеон Балабанов, покојниот Бог да опросте, Симеон Балабанов остана, собране у триколи. Тој беше легенда, секогаш беше тука. Да, собране у триколи, за Кралевото одеме, за на тој најважен надпревар, и нема, 10 души беа, и ја 11, а ја повреден. Пред тоа со Раднички Пирот игравме и стави гонеден на стапалото, цела недела не бе тренирал. И оток имав голем, меѓутоа нема, пак ја викам и јас кога 11 души, у Сокола само 11 души, ни резерва, ни ништо. Дојде Брегалница во таква ситуација да нема фудбалери? Па измени се, кога беме под патрон на Зик Травена звезда беме под патрон, они се откажаа, и градот дигна раци и само немаше пари, избегаа фудбалери, останаме ние што си беме тука од Стип и Михајло Чешавски беше и Ицето Божинов од страна, ама они си ги рачунаме како наши беа тука. И отидеме 11 души, стигнуваме тамо од вечерта, после вечерата влегуваме ја и батката, така си го викаме, ние сме влегуваме во шанкот, викаме дајте ни лепи оцет. Земаме лепи оцет да ставам на отокот на стапалото, на ногата, до Сабајле спланаво, викаме, ќе играме, што сака, нека биде, немаш друго. Почнаме и утакмицата, 40 минута, една нафарлена топка и Стојан Коцев ке рипне, јас ке рипнам, се двумевме и центар фора, тап, даме ни го поведуват, викам, шо биде, мајка. Ти столе се гледате, шо направиме? Ја мислам, он ке рипне, он мисли, јас ке рипнам, и тој на фора, тап, да не ни еден гол. Шо прави, како ке биде? Тоа второ по време, некој среди ми ги работите, преку Икономов изедначуваме. Еден, издржаме цела утакмици, со тој бот стануваме лига. Сега. Која година беше ова? 70 права. Сега, бидејќи Симон Балабанов не носе пари, нема, едва ја обезбеди он коли за да не однесе, да одеме до тамо, и вика, дечки, заврши, вика, да откачеме малку, вика, ќе одеме од преко Приштина, одеме, и Косовска, тука преко Приштина, вика, ќе стигнеме у Приштина, там ќе вечераме. Стигнуваме у Приштина, вика, тука нема свинско, вика, само ошко и она, вика, до Скопје ќе идеме, ја го дека е Скопје, вика, тамо ќе си јадеме шо сака.
Стигнаме у Скопје, кога стигнаме у Скопје, абе шо ста саме до го Скопје, штип дека, вика, ки си идеме, вика, кај Буката, имаме таму еден наш познат гостител Буката, вика, там ке си, јадеме и ке си за... Стасуваме вечерта у еден саат. Буката затворил. Вратиме се дома гладни, не јаде и ништо, важно останаме у лига, Беганица останава у лига и така тоа беше за спомен. Пред се, Стојан Арсов за тај период, додека игравме, заслужуваше да биде еден од подобрите, да не кажем и најдобар играч. И затоа беше избран за фудбалер на векот. Генерацијата, кај што имав чест и можност да и јас играм, беше една од подобрите која заслужува секако да се напомене, поготово 69-70 година, кога Брегалница имаше можност да влезе за еден бод, фалеше да влеземе во квалификации за прва единствена лига. Генерацијата Тодоровски, јас, Сиваков, Чашавски, Арсов, Шопов, Божинов, Семенков, Икономов, Шуменковски и Гоцевски заслужува посебно внимание у тај период, поготово 68-69-70 година, кога имавме тронка, фалеше да влеземе во квалификации за влегување во прва лига. Ја изгубивме несрекно утакмицата со Бора Чачак 2-1 и тоа беше пресудниот момент да не влеземе во квалификации за влегување во прва лига. Генерацијата со Стојан Арсов, пред се за него, можам да кажам само најубави зборови. Беше еден од подобрите центар халфови, да не кажам и најдобар. Ако знам да го исклучам Кире Дочиновски кој заслужува екстра, тука некаде е местото на Стојан Арсов. Секојаш носеше број 5. Почетниот состав беше центар халф, меѓутоа не значише дека зависи од резултатот, како беше, како се движеше резултатот. Независно од која утакмица, знаеше често пати да иде во напад и неретки случаи ги имаме утакмици кај што он ги решаваше као од позиција на централ, влегување од втора линија и крајниот епилог беше секојаш со ефект, гол од него. Као другар секојаш расположен, секојаш вицкас, ако фудбалер реков дека заслужува сите мои највисоки оценки. Сега, бидејќи кажави каква ситуацијата беше у Бреганица лоша, јас веќе 26,5-27 години. 2 договора подпиша, за ниеден договор Бреганица не ми даде ни динар. Значи, она месечно што заработувавте сите играчи, тоа. Дојдат од страна Бандука, Џаковиќ, Профировиќ, Сите 2 милиона, а пари за спање, а за јадење, а на рака пари зимат. Ние од тука, ти наши дете, ти наши главен дете. играч, Ја главен играч, капитен, носам ги на грб сите тие од страна. Вика, ти наши дете си, лесно е, лесно. Како бе лесно, викам, ја 26-27 години, кога и 4 ке подпишам, 30, шо правиме, кајко? Сега да те прашам нешто, кажуваш дека доаѓа фудбалерите, добиваа на рака за подпис на договор, ти имаше понуда од Вардар. Да. Ја чуваш и телеграмата овде, каде што те вика да дојдеш со представник на клубот, да се договорите и да подпишеш за Вардар. Зошто не дојде до тоа? Тоа беше на 67 година, кога станаме праваци, и доваѓа тај тренер Пујш, вика Арсов, вика сега за тебе е лошо, зашо лошо? Вика сега веќе шом влегеш у втора лига, ти си вика професионалец и без исписница не можеш да дојдеш никаде, вика. А јас сакаше да те носам нагоре, да ме носам, бидејќи тај беше популарен тренер и нагоре ги не носам, да те носам
нагоре. Умеѓу време Вардар се јавува така и така. Вие управата нека да чуат, собрале се на состанок, ќе тражиме максимално 5 милиона, а тоа време 5 милиона беше максимално. И за обештетување, и максимално и за на ракат, за да добиеш за договор. Они барат тоа што не бива работа, Вардар си вика, добро, ние сме тука од Македонија, наши клуб да попушат, нека да чуат. И само ради тоа нешто да говори околу обештетувањето, не може. Сега, тоа е 67, ова 71, значи кога дојде во ваква ситуација, викам, нема дека мора да стане. Ја пред да одам за победа, овој Пурич ме одведе у Раднички Ниш. Одведеме у Раднички Ниш на да одиграме еден контролен надпревар, да ме видат колку вредно шо е. Они ме знаат, меѓутоа играме. Да видат тамо како ќе се снајдеш. Прва и втора екипа поделине, тамо беше Вај Димовски и Јовановски. Бекови од Димовски тренерот после он беше при крај на кариера, више на залаз на кариерата. И Јовановски играше десен бек, Диксон го вика. И тамо ме видова, почнаме, играме контролен надпревар. Ја го држа Ненад Цветковиќ. Тој што беше малку партизан, за организација играше малку некој добар играч беше, напаѓач. Маш. Држа го, не му даде да мрдне. И овие почнаа да тријат раци, добро, одведеаме у просториите, у градот, не од стадионот, у просториите беа у градот, таму отидовме и почнаа да куцат долу, так, станите мало, викам, јас видам кои се услови. Па вика, код нас су услови, вика, 4 милиона за 4 години. Вика, за сите е до сега што е било, така е. Добро, викам, за стан, вика, у септември ќе ти дадеме. И јас си направи сметка, а вика, секоја година по 1 милион ќе ти дадеме. Сега, значи, првата година 1 милион, секоја не почне. Јас си направи сметка, а победа умеѓу време, они стално ме бараа и ме тражеа, беа ми сигурни. И викам, јас си направи сметка 4 милиона с 4 години. Дали ќе ми ги дадат? Стан у септември, дали тоа. Искусен, напатен од тука што ми правеа, викам да не ми тамо излузгат. Ке си идам у победа, тогаш беше јака, второ, трето, четврто место, бореше се за право место, силен второлигаш. Отидам у победа иде, за 2 години ми дадоа 4,5 милиона. За 2 години, а 5 милиона беше за 4 години и за прва и за втора лига. Лимит има. Да, лимит беше 5. Да, 5 милиона. Тогаш и Статов отиде во победа. Беше тамо, ја ги завари и Статов и Дрвашанов. Таа екипа беше и Статов, Мечев, Коневски, Дрвашанов, Николовски и ја. Маневски, Магдевски, Глигоровски, Живко Георгиевски и Митрев од него. Супер екипа. Екипа газе. И кажувам ти, тамака добри услови ми дадоа и викам ќе играм у победа. Одлучи за победа, не у Раднички Ниш. И колку време остана во Прилеп? Тамо 2 сезони играв. 72, трета и четврта. И четврта, да. Да, за тамо треба да одбележам некој надпревари што... Па ајде, кажи ни за победа. Победа секогаш е интересно. Макар што сега веќе не е веќе како да е избришана од нашата фудбалска карта по на казна од УЕФА, меѓутоа победа е победа. Таа е пак синоним за Прилеп. Тамо треба да спомнам еден надпревар, игравме со ФАП од Прибој. ФАП од Прибој, за ФАП од Прибој Хасанагич играше на стари години за нив. И резултато 0-0-0-0 17 минута, нема 0-0, не ке не улава. И на една корна Митрев, ово левото крило центрира. Ти викаш одам напред, сега што ќе биде, нека биде. Од 7-18 метра се залетувам и точно од 16 метра со глава у ракла. И цел стадион нанора. Алсо Холцер, тогаш Холцер беше популарен на репрезентација. Вика, 1-0, таков гол сум дал, што дојде Хасанагич, дојде и ми честита си, ево ти рука, дечко, вика, јас сам ово некад радио свака ти час. Значи,
од него да добиеш честитка. После друг надпревар, они не знаеа дека ја можам и центарфор да играм. Почнавме, игравме со Обилич, а за Обилич, тоа близко до Приштина, играше Маравич, Јакимовски и Ацо Шуменковски. На стари години отидоа таму и да игравме со нив во Прилеп. Григоровски страдаше од ложата. Почна го надпреваро, имаше пауза 1 месец и ајде проба, почна го надпреваро 15 минута, 20 минута, повреди се не бива. И на тренер Анески ја му викам на Тумано му викам дај ја да сега Шомано, доам напред, а 0-0 резултатот. Викам дај доам ја напред. Арсов, не му се верува дека можам, они не знаат дека ја и таа работа можам да ја вршам. Викам дај ми, добро, вика, шом се запнал, вика, оди. Одам напред, Маравич ме држи, 3 комада дам, 3-0, 3 гола дам, 6-0 ги победихме. Публиката, сите се чудат, после надпревар Арсов на Прилепски ми викат, Арсов, ти си знаел голови да правиш. Голови да правиш. Исто така, таму со Шекуларат, нели Шекуларат е роден у Штип. Да. И игравме пријателски надпревар со Јувентус Сао Пауло. Тај гостуваше од цела Југославија, со Раднички Крговец играше со ОФКБ, дојде и овде. А Шекуларац играше секој пат како атрактивен играч за домакините. Играше за ОФК Белградко, играше за Краговец и за нас победа. Имам ја и слика у книгата со него. И он влегува у собликувална и да иде точно до мене седна. И почнаваме да се облечуваме копачките и ја му викам, Шеки, беше ли, викам, ти за Штип? Бе, вика, малко да се видам старите пријатели, вика, и роднините. Викам, јас сум ти земјак, да знаеш. Добро е земјаче, почна да е добро. И у игра која јас се имав топката, он стално тражеше. Земјаче, дај ми лопту, игра Шеки, дај ми лопту. Многу мераклија беше за играње. Јако беше на зала, 36-37 години беше, меѓутоа голем техничар, атрактивен играч. Во Прилеп имаше доживувања, беше прифатен и таму од гледачите и ден денеска се сеќаваат на тие фудбалери што дојдоа од другите градови во победа, како ти, како Истатов, Дрвошанов, Митрев. Навистина оставивте печат и таму во прилепскиот фудбал. Потоа те влече повторно Штип и повторно доаѓаш во Брегалница. Како изгледаше враќањето и до кога траеше тоа? И они сакаат да останам у победа уште. Меѓутоа, знаеш, носталгијата те враќа пак назад, сака да се вратам. И они луѓето беа многу задоволни, председател што беше Миновски, он ми рече, ако сакаш да останеш Арсо, вика, нема проблем, вика, и 10 милиона ќе дајме за тебе, ти, вика, играше 2 години, се одолжи, вика, како да си играл 20 години, некој ќе игри 20 години, нема да се одолжи, ти се одолжи, вика, се што си зема, вика, си се одолжи честно и поштено. Не, ја викам од фамилиарни разлози, морам да се вратам и така, у Штип се враќам за едно вработување што се вика, пак договор подпишувам, пак без пари договор. Едно вработување ми дадоа и така. Кога се вративме, се вратив у најлошо време кога беше аферата со Балкан. 74-та година, со Балкан кога беше аферата и клубот беше многу во лоша состојба и таа наредна година, 74-та и 75-та, игравме на сезона и баш таа сезона јако играм во одбраната, бидејќи тренерот на Џаков немаше класичен центарфор од типо на Шуменковски, се одлучи за една варијанта ја како центрхал да се почесто јавувам и во нападот. Ние беме, тоа ни беше една уиграна варијанта, тргнам со топката од нашиот 16 до противничкиот и да ги запослувам нашите брзи и добри крила Божинов и Икономов и на нивните центар шутови да стигам и да ги завршувам. А на прекин обовезно одев, јас на втора, на прва стотија одеше Цекич и така ја
во таа сезона постигна дури 22 гола. А во во последното коло ме водев ја на листата, водев со 19, па 20, 22 ги направи. Меѓутоа, у последното коло ме помина Богоевски. Ке бев голгитер на лигата. Сега, ние таа година, значи, не бидоме праваци, него наредната 75-та, 76-та се гоневме со Куманово. На Куманово беше Дончо тренер и на полусезоната ни бегаа 7 бода, а тогаш по 2 бода со не по 3. Значи тоа е многу за да ги стигнеш за тоа време. 7 бода на полусезоната ни бегаа. Ние наредна пролетниот дел го започнахме амбициозно, викаме ќе ги стигнеме, па што сака нека биде, организираме се малку, уклучија се управа, од предпријатијата помогна и одлучува два надправа, мора да ги спомнам, со 11 октомври во Скопје. ФАС 11 октомври, бидејќи немаше стадион, играше у Ѓорче Петров. И на тој надпревар победоме ние со 1-0. Халфот до мене, што беше Ташев, направи еден фаул и изедначија они. Пенал. И досудија пенал и изедначуваат со пенал. После играме второ полувреме, досудуват па пенал за нас у 50-та минута и Мирко Наджаков, не знам по кој основ, на тој што го направи пенало, му вика да го шутира он пенал. Шутира го пенал, он растресен од тоа што направи пенал, имаше трема, промаши го. И еден, со еден ништо не правим. И още се игра, 86-та минута, пак пенал. И од тамо Мирко по мене, Джали, вика по мене, да го шутирам јас. Зимам ја топката, ако дадеме гол, значи остануваме у игра за првото место. И наместуваме топката, тап 2-1, даеме голо, бате геле. Публика не пратеше, фаланката не пратеше и у Скопје, и после ќе кажам и за Струга. Чичо мајсторе, кога го даде голот, 2-1, тие 3 бода, многу ни значија. 2 бода. Не, сега веќе 3-78 е више по 3 почнаа. Тоа у старо беше така по 2. Да, нека спомна 2, па 3. Да, добре, не е важно тоа, не знам. И после тоа ни одлучуваше у Струга. У Струга последен надпревар треба да играме. Ако победиме, Куманово игра дома, ние на страна. А ние успеаме со таа победа еден бод да му избегаме на Куманово. И ако играме или нерешено, или да изгубиме у Карорман, Куманово ќе биде прво место. Тамо Джаро со компанија работе за Куманово, пушта до тренерите, дошло Арсов и Божинов са фатени, не се секирете, и дошло до тренерите. А тренерите цело време да знаат и ништо не ни кажуваат, ни на мене, ни на Ице. Они ни пуштиле од младите играчи да не пратат, кај ќе одеме ја и Ице, се да не пратат. У ВЦ со извинение, у ВЦ, у сала, надвор, каде одеме да не пратат цело време. И почнува надправа. 0-0, Ице излава шанса, не дава гол, излава, па не дава шанса. Леле. Публика, 3000 души од Штип, само од Штип. Публика цело ноја. Дожд заврна, никој ден не бега, сите тамо. 0-0, топ еднаш ке избега Ице, 1-0, поведеме 1-0. Второ полувреме, тапоше еден и да доме 2-0, заврши се. На радост и немаше крај и тука трет пат улекоме. И што вика, море, не биле фатени? После 2 месеца, 3, кога се заврши работа, да ми го кажаа тоа. Ја отпусне го да знаа. Ако ми кажеа, ќе беше многу лошо. Ќе беше, знаеш, ќе играеш у Грч, ќе збеснеше или ќе направиме глупост, поубаво што не ни кажаа. Сега стануваме праваци и ова веќе е трета твоја титула со Брегалец. Трета веќе титула, фала. Сега стануваме праваци и нели треба да играме прво коло со Чукарички. Меѓутоа, у средата за куп игравме со победа во Ландов. Победа во Ландов беше јака, у Републичка лига беше, прва македонска лига. Игравме за куп и
при резултат 2:0 на корнер по обичај јас одам, при крајот тамо на надпревар околу 18 минута, рипам со глава и голманот на Валандово беше од Свети Николе Ефремов, теката, се вика Ефремов, со овоа му удара у глава со песницата. Место топката мене у главата и тука крв кој почна да ми тече, излавам, 7 конца ми стават. 7 конца, тоа е среда, а у недела треба да играме со Чукарич. Одам на стадион да ги испратам. Мирко Наджаков ме гледа, вика, Джали, ти си ми освежен, стоеш, вика, добро, изгледаш, ајде да одеме, шо прави? Вика, абе и јас викам, стварно осекам се добро, меѓутоа во конците викам на главата, ако пукнат, шо ќе правиме? Абе вика, вика, ќе видиме, вика, ајде дојди, вика, нема прави. Викам, тогај доам да си ги зјам инекциите. Колата палам, одам, зјам си инекциите, треба да пуштам и сабота и недела са бајле. Да. И тргнувам со екипа. Зимам со ни, тргам, тасуваме таму в Белград, од вечер ми водат, ставам инекцијата, утре са бајле, па ми стават инекција у Белград, одведеме, имаше нештипјанер таму, наш, што работеше таму, одведеме на и Мирко вика, што правиме, нали? Почнува ли? Викам, тере, почнуваме, ставаме во состав и такмицата почнува, 20-та минута, 15-та, топки фрчат, не дуват, почна и дошли да врна, една топка ударам, туп, конците пукат. Леле, што правиме сега? Излавам на линија, викам, дај ми една газа на доктора, дај ми газата, бришам си крвта и играам. Тоа е 20-та минута, 30-та. Нема, па таа се потроше, отидам до аут линијата у пауза, сејам па друга, па се бришам и 0:0. На полувремето ставија ми фластер. Дека тука фластер на косата, мокра косата, не фаќа, не држе, паѓа, почнува, одно ми падна фластеро, па. Значи 90 минути јас одиграм, цело време со крв, да сопрам и да играм и 0:0 и на крајот остана 0:0 и освоиме еден бод, крваво освоен бод. И тука негде се ближи крајот на твојата кариера, значи кога влеговте во втора лига и после тоа уште колку време играше и кога го напушти фудбалот. Тогаш имаше и меѓународен надпревар еден овде, дојде Њу Јорк и играше со Брегалдица. Па тоа беше 76 до 78, значи 2 сезони игравме во таа втора лига и 78 година дојде таа опроштајна утакмица на Шекуларот да се организира у Штип. И Шекуларот играше со Њу Јорк Инглс и ги покани там, знаеше, беше Джајджико, многу познати имиња, Еду, Еузебио, атракција беше публика 12.000. И полека доаѓа крајот на твојата фудбалска кариера. Како изгледаше тој крај тие моменти? Види, јас правев опроштајна утакмица со работнички тука и потоа продолжија они да припреми да прават за наредната сезона. Ја не ги водев припремите, почна неколку надпревари, меѓутоа не и одеше и Наджаков ме замоли пак да се активирам. Меѓутоа не направи припреми. Знаеш како е без припреми? Да, тешко е. Тешко е, игравме баш, беше у Републичка лига, бевме пак отпаднати од втората лига, игравме у Неготино и без припреми, не добро загрејан, почнавме надпреа, силовито се, моите, знаеш, акции како беа од едничните во другиот се засилив, без припреми, не добро загрејан, ми пукна заната ложа и од тој надпревар реков више не био на Мирко, на Наджаков му кажав дека да не рачуна веќе на мене, не био без припреми и веќе бев 33 години, сакав да остана во градот да ме памтат по доброто, по добрите игри, по тоа што сум го оставил сега. И на крај би сакал да се заблагодарам и на мојата фамилија, на мојата сопруга што имаше разбирање
да ме свате, бидејќи таа потекнува од спортска фамилија. Нејзиниот татко во 60-те години играше исто на моето место центрхалф со број 5. Имаше разбирање да знаеш како е фудбал, бара жртва, се оде на припреми, на патувања, меѓутоа она со керките. Значи тој многу помогна. Да, со керките да ги израсне, да пораснат, тоа значи една јавна благодарност. Пред да кажеме уште нешто за семејството, ти беше и тренер. Колкав период е тоа? Па, бев тренер во младите категории, направи добри генерации, беа стално во врвот, играа полуфинале, финале на куп на младинци и сето таа работа добро е прателе овие од Силек и еден ден дојдоа да ме викнат да бидам професор работник во Силек, прво на Плачков, потоа на Смилевски. Тамо направивме добри резултати, со Плачков го освоивме купот, со Смилевски првенството и после тие резултати ме викна во Штип да додам за шеф на стручниот штаб на Брегалница и се врати во Брегалница и тогаш Брегалница го освои 6-то место во таа првата македонска лига и после продолжи пак да работам со младите категории, тамо е најдобро, бидејќи тука се создава, тука можеш да ги покажеш своите квалитети и педагошки и практични и сите работи, значи за мене беше најголемо задоволство да работам со деца и тоа ми остана така. Колку време работеше како тренер? Во Брегалница? Во Брегалница на 3 пати бев на првата екипа, а иначе ова со младите категории работев едно 10 години. 10 години. Значи го пренесуваше своето знаење. Да. Сега она што го реков пред малку за семејството. Значи твојот дедо многу придонел кај твојата сопруга, негова ќерка, да свати што значи фудбалскиот живот и дека на некој начин треба да биде и жртва затоа што си фудбалер. Така е. И она презафатен, обврски големи, напорни тренинзи. Така е. Иначе и нашето семејство, ние сме малку и песнопојци, сите добро пееме, и јас и мојата сопруга и двете ќерки, и често пати доваѓат и кај нас на серенади, и ние сме оделе, и ние ќе кажам на еден надпревар со Дубочица Лесковац, во саботата навечер во 1 часот ми дојдоа познатиот наш типски серенаджија Монегове Динков со 5-6 души другари дојдоа во 1 час навечер. А ти имаш надпревар другиот. Ама никако не смееш, срамота беше во тоа време да ги вратиш луѓето и ги прибрав во мојата куќа, седевме до сабале до 4, после ја продолжив уште малку да поспијам, па за среќа на тој надпревар победивме со 3-1, ја бев стрелец на 2 гола. Значи, ми помогна. Исто така еднашка седевме во Џумајлија Лозово, пееше Петранка Костадинов, бев со Стојан Коцев, Перо Косев и мојата сопруга. Бевме таму на музика и во еден момент ми текна ке одеме кај Ацо Шуменковски, и тоа е покоен, Бог да опросте, ке одеме кај Ацо Шуменковски на серенада. У 12 саато тргнаме, стигнавме у Тетово 2-2,5 и почнаме да му пееме. Ацо кога не виде, се чуди. До сабајле кај него направивме кеф, многу ви фала што дојдовме, што се посетивме на убавите времиња, песни, исто така добри секавање имам и со Јосе Сребров. Јосе Сребров и он е исто покоен. Добар другар ми беше, пријател, и он ми беше гост, ми дојде гост тука кај мене. Одевме во 8 километар, беше тогаш атрактивно. Таму отидовме по ручекта до кај 9-10 часот, од таму па отидовме во Бриони, познатото место наше Бриони. И таму сака да затворат, меѓутоа персонало ја ги замолив за трза мене, за Јосе. Јосе ги доведе свиња, Љубиша свиња и Ѓоргиевски црна.
кошаркарот. Да, Благо Со него беа, Георгиев. да, а ја беа со Петар Косев и со Стојан Коцев и Коле Радович. Бевме друштво, значи направиме и тамо ги замоливме, вика, добро, Арсо, шо не за тебе, на твоја одговорност ќе седеме до Сабајле. Ни милиција дојде, ништо, седеме до Сабајле до 4, а па Јосе знае да свири и на гитара и на бузуки, знаеш. И многу добро пее и он и јас се сложиме и другарите вие околу нас, сите беа песнопојци, многу убаво си минаме. Сопругата дома не чека, разпослала да си легнеме, враќаме се ние Сабајле у 5 саато и Јосе ме прашува, седнавме во дворо и Јосе ме прашува, вика, Арсов, у колку часот е, вика, први автобус за Скопје? У 6. За 1 саат, кај ќе легнувам, вика, ја у 9 имам тренинг. У 9 имам тренинг. И така се отиде и после на недела, он не замоли да идеме на реванш во Скопје. Па ние после на недела отидовме истата екипа таму, плюс се појача у клуб на уметници на Гоце Делчев улица, у клуб уметници беа истите тие, да, сега Максим Горки како е. И беше и Мето Спасовски дојде и он тогаш беше и Мето Спасовски исто главен играч и Муто и направиме и тамо до Сабајле, многу убаво, а ти добро знаеш како минавме и во Дојран, кога беше ти со атлетската репрезентација на Македонија, јас со Брганица, Јосе со Варда и во бифето на одбрано друштво кај Каракашев каква атмосфера правихме. Тоа ни остана, еве сега исто јавна благодарност и до Стојан Коцев, кој е главен и одговорен организатор за сите наши збирања, тука што не собира и многу благодариме да му даде Господ долг век, да се почесто видуваме и да му оди и бизнисот и сето и фамилијата и на него и на сите што сме се. Значи да заклучиме на крајот, убаво си живеете, а фудбалот беше тој што ве сврза сите и практично што ја исполни вашата младост. Еве и почитуваните гледачи има можност да видат за каков човек станува збор и да се запознаат поотблиску вака со фудбалерот на векот на Штипи, еден од најдобрите фудбалери во Македонија во минатото, Стојан Арсов, кој еве обезбеди место и меѓу македонските спортски легенди. Столе, ти благодарам за гостопримството, за разговорот и уште многу години вака да се гледаме и овде во кафанава, во мал одмор и на стадионот, секаде каде што имаме шанса. И јас ти благодарам што ме наброја меѓу тие легенди што ме стави и благодарам и на вашата телевизија што дојдовте, што ме удостоивте да бидам ваш гост. Благодарам.